Вчера невладината организација КХАМ Делчево заедно со останатите партнери од Комисијата за социјална заштита при локална самоуправа Делчево ја посетивме семејството на Мемедови. Причина беше нивното видео на кое беше објавено дека всушност тие се наоѓаат во сериозен социјален ризик, имаат потреба од финансии, имаат потреба од гардероба и во склопот на нивната изјава постоеше дека не добиваат помош од никого. Извршивме увид на лице место заедно со партнерите од Црвен крст, од Здравствен дом Делчево, при што утврдивме следната состојба. Прво, дека самото семејство се корисници на гарантиран минимален приход и имаат повеќе од 8.000 денари приход на тој начин. Второ, дека малото девојче, односно малото бебенце, нема здравствена книжка, нема извод, таткото се наоѓа во тешка здравствена состојба и им е потребна помош. Од наша страна беше дадено правно описменување, односно информации кои им се потребни документи за да извадат извод, дека е потребно да идат за Скопје, да одидат и двата родители со потребна документација и тоа е првиот чекор. Вториот чекор е да добијат еднократна парична помош од 20.000 денари од Центарот за социјални работи и истите средства треба да им послужат за лекување на малото бебенце. Она што го увидевме на лице место дека навистина не постојат услови за живење, но и да укажеме на тоа дека пред неколку години, односно пред 4-5 години, мајката на Роберт имаше добиено социјален стан, кој што по одредено време го има и вратено станот. Ние ги информиравме дека како семејство, потесно семејство, сега имаат повторно право да аплицираат за стан за стамбено необезбедени луѓе, при што треба да ги обезбедат сите потребни документи за да аплицираат. Ние ова го нарекуваме втора шанса. Потребно е со семејството да се работи сеопфатно, да се лекува самиот родител, да се обезбедат услови да можат да аплицираат за секоја помош, но истовремено и да се грижат за децата. Центарот за социјални работи мора да покаже сериозен пристап, да им укаже психосоцијална поддршка, да ги следи во нивниот напредок, а ние како граѓанска организација заедно со Црвен крст хуманитарно и понатаму ќе ги поддржуваме. Од наша страна апелот е да се доставува само храна и облека. За финансиски средства исто треба да има сериозен пристап затоа што мора наменски истите да се користат и нема потреба во моментот да се доставуваат кревети или друг мебел затоа што истите нема каде да се сместат. Се надеваме дека ќе успееме да им помогнеме на семејството, но семејството мора да свати дека мора да биде одговорно спрема своите деца и заедно со институциите на системот да го решаваат својот проблем. Живееме во тешко време, во ковид време, кога повеќе од 400.000 луѓе живеат под прагот на сиромаштија и затоа треба да знаеме дека само со сериозен пристап и одговорен пристап да си го сакаме семејството ќе можеме да се излегне од одреден степен на сиромаштија. Сигурни сме дека ако институциите постапуваат сериозно, ако семејството се погрижи за своите потреби за своето дете, ќе направиме исчекор и дека тоа семејство ќе најде начин да се вдоми и да може да се грижи за самото себе.